Во Софија имаат направено многу работи кои што реално можеме и ние да ги преземеме. Зошто реков дека се слични Софија со Скопје? Уместо положбата. И таму се случуваат во зима термоинверзии, топлински инверзии, што значи ќе се спушти загадувањето доле и ние со денови уживаме нели под наводници во екстремно високи вредности. Што имаат направено во Бугарија? Имаат направено со европски пари до душа, меѓутоа и ние можеме да аплицираме секако за европските пари на замена на начинот на грејење на домаќинствата. Кај нас го има тоа, меѓутоа е во многу помал обем. Таму го имаат направено во многу поголем обем и секој домаќинство може да се одбере на што ќе се загрева. Они ги стврлаат комплетно дрвата од употреба, до тогаш имаат направено и категоризација какви дрва може да се користат во текот на зимска, односно процентот на влажност и може да се одберат граѓаните, дали сакаат на газ, дали сакаат на клима, на струја, на топлотни пумпи и сето тоа од кој ќе го одбере граѓанинот, доаѓаат и го мерат. И му го даваат, значи без пари, бесплатна замена на начинот на загревање на домаќинството. Имаат огромен број на инспектори. Повеќе од 350 ги имаат само во Софија. Кај нас се бројат на една рака. Користат дронови, во однос ако на социјални мрежи се случи граѓани да алармираат дека во моментов од таму и таму доаѓа големо аерозагадување, они пуштаат дрон и веднаш ги праќаат инспекторите. Не е тоа нешто што не можеме и ние да го направиме. Меѓутоа, кај нас очигледно треба да го свалиме бројот на инспектори затоа што без квалитетни надзори џабе не е се.